Значи, гостин во овој наш онлайн разговор е Магде Ангова, дојранчанка, која живее во Гевгелија, ама работи во Дојра. Добро ни дојде. Добро ве најдов, Катерина. Драго ми е што ете денес можеме да си поразговараме на една убава тема. Така, кога викаме убава тема, тоа е детското творештво, творештвото за најмладите. Магде Ангова го објави неодамна своето, чинам, прво книжевно дело, кое што секако од она што барем можеме да го прочитаме и видиме на социјалните мрежи и на медиумите, дека веќе наидува на интерес кај онаа најверна и најмлада публика, тоа се децата. Магде, најпрвин од каде инспирацијата, од каде желбата да се твори, особено за децата, затоа што тие се најмлади, меѓутоа верувам дека детското творештво не е така едноставно, туку напротив е комплексно за да може да им се привлече вниманието и желбата на децата да читаат. Така, Кате, желбата за творештво, особено за најмладите во мене, постоела од секогаш. Од секогаш сум сакала да творам, да пишувам, да создавам. Сега книгата Гатанки за се и се што и за уште нешто се роди токму периодот кога беше пандемијата. Кога бевме затворени дома, кога живеевме во страф и неизвестност од тоа што ни носи не утрешниот, туку денешниот ден. Тогаш, затоа што јас имам веќе 7 годишна керкичка, тогаш таа беше 5 години и се обидов на секој начин да ја анимирам, да биде забавно дома, нели повеќе време да поминувам мислејќи на позитивни работи, го исклучувавме телевизорот затоа што знаеме нели какви вести се пласираат тогаш. Тоа беше реалноста, меѓутоа ние сакавме да создадеме наш мал свет во кој би можеле барем накратко да се чувствуваме заштитено, да се чувствуваме убаво и да ни биде пријатно. Така почнаа да се редат гатанките. Најпрво беа песнички за деца, ги создадовме заедно јас и Илина, мојата ќерка. И потоа, само на крај, рековме, знаеш ли, Илина, дека ако ставиме прашалник на крајот, овие песнички ќе станат гатанки. Така се родија гатанките, се родија погодувалките, се родија песничките на кои што на крајот треба само да се доврши слогот и сето тоа така спакувано излезе на вистина една преубава книга. Исто така, инспирација за книгата ми беше 100 сонца, книгата со гатанки, збирката на книга со гатанки од Видој Подгорец, едно маестрално дело за деца и ми беше голема инспирација. Се велам, нема да го стигнам Видој Подгорец, нели, во моето првенче, меѓутоа ќе се потрудам да создадам нешто исто толку автентично и креативно, секако и забавно за децата и така, нели, се роди моето првенче. Тешко ли е за дебитант во светот на детското творештво да се дојде до издавач кој што ќе ја препознае, ќе ја виде потребата, квалитетот и потребата за тоа дело да се најде на излогот на книжарниците? Како функционира тој дел? Најверојатно полесниот дел е пишувањето, потешкиот дел е издаваштвото. И има ли публика? Вие направивте веќе промоции во повеќе градови, може и за промоциите, како помина, какви беа реакциите на публиката? Тоа е навистина добро прашање. И јас се обидував да најдам издавач и си мислев дека ќе биде навистина тешка работа да најдам некого кој би сакал нели да издаде книгата. Веднаш се обратив во Литература МК, односно во издавачката куќа Арс Ламина. Најдов таму на една прекрасна уредничка, писателката Оливера Ќервезировска, една голема благодарност до неа, затоа што ме водеше низ целиот процес на тоа како е да се создаде книга. Јас испратив само мејл до почитуваната уредничка и реков дека имам да понудам ракопис, таа ми рече да го испратам нели по електронска пошта. Се случи така, искомунициравме неколку пати, разменивме можеби десетина мејлови со мали корекции нели околу зборовите во книгата, меѓутоа беше фантастична соработката со Арс Ламина, особено со уредничката Оливера Ќервезировска. Веќе им пратив и втор ракопис, се работи за книга со басни,
Се уште немам одговор од нив, меѓутоа се надевам дека истиот ќе биде позитивен кога ќе го добијам. И искрено да ви кажам, иако мислев дека процесот е тежок да се стигне до издавање на книга, сепак сум била во заблуда. Затоа што веројатно доколку имате добар ракопис, го нудите, го прегледуваат нели стручни лица од издавачка куќа и тоа е тоа. Се случи, се договоривме за издавање на книгата, потоа се договоривме за промоцијата која беше на почетокот од април месец во Скопје во просториите на Арсламина на Литература МК во Сити Мол. Промоцијата помина фантастично, бев навистина многу задоволна, имаше многу млади родители со деца, дојдени, децата се забавуваа, уживаа, читаа гатанки, поминавме навистина квалитетно време заедно. Следната промоција ми беше во Гевгелија, нели во градот во кој што сега живеам. Уште позадоволна бев од промоцијата во Гевгелија, затоа што дојдоа мои драги луѓе, пријателки, мајки на деца од училишна возраст, делевме награди за погодените гатанки, се забавувавме и можам да кажам дека публиката во Македонија, нашите деца се желни за читање. Сакаат да читаат, само треба да им се понуди квалитетно четиво и верувајте дека освен што има добри читачи, освен што има деца кои сакаат да читаат, има деца кои сакаат да пишуваат. Го кажувам тоа затоа што бев учесник, односно ментор по креативно пишување на неколку работилници кои беа одржани. Едната беше во Богданци, другата беше во Гевгелија. Работев со деца од 8 до 12 годишна возраст, околу 15-20 деца беа на една работилница и слободно можам да кажам дека навистина има бисери помеѓу децата. Толку талентирани и им треба само малку поттик, малку некој да ги поттурне за да го искажат она што го носат во себе, за да го напишат на хартија, за да видиме дека имаат талент. Така, од она што го кажавте во вашето излагање, дека овие гатанки всушност се еден вид интеракција со тоа што треба да се погоди последниот слог. Тука ми е прирака и тие воведни зборови на уредничката дека е специфичен жанр на кој што му давате еден нов начин на кој што се интерпретира. Колку сметате дека гатанките се податни, интересни, затоа што не е таму само читањето само по себе, туку и размислувањето, самото погодување како умствена активност која што треба да ја прават. Колку гатанките се интересни, дали би продолжиле со гатанки или можеби кажавте за вашиот втор ракопис, но претпоставувам од енергијата што имате дека нема да застанете тука, дали можеби и роман за деца, како би се творечките планови или тоа е нешто што не се планира, само се инспирира во момент? Да, би сакала да продолжам секако со пишување за деца, токму затоа нели напишав и втор ракопис кој се однесува на децата. Гатанките се прекрасни за творење, мене навистина многу ми лежи римата. Токму затоа и во второто дело, во басните, животните помеѓу себе комуницираат во рима и исто така поентата, односно моралот од приказната е даден во рима. Така да, планирам да продолжам да творам за деца, ги поттикнувам и сите, давам еден мотив на сите млади автори кои се сомневаат дали можеби нивното дело ќе биде прифатено од страна на уредниците и на издавачките куќи, да не се двомат воопшто да го испратат својот ракопис, затоа што верувам дека ќе има многу позитивни оценки и дека нивното дело можеби ќе се најде и на рафтовите во книжарниците. Сакам да творам за деца, тие ми се навистина голема инспирација и е фантастично да се твори за деца. Од друга страна, сакам да напишам роман, нели, за повозрастната публика, меѓутоа ќе видам како ќе се одвиваат работите понатаму и се надевам дека ќе се пронајдам и во светот на пишувањето, нели, за возрастни. Така, јас ви благодарам, Ангова, за овој разговор. Се надевам дека ќе се видиме на промоција во Струмица, не само на гатанките, туку и на следните книги кои што ќе излезат подпишани со вашето перо. Благодарам, Катерина, вам и на сите гледачи на телевизија Вис ви посакувам убав ден.